Хидранските кутии во скопските згради зјаат празни и неисправни. Повеќето од сревата кои треба да гаснат пожари се украдени, а некои пак дури и продадени, меѓу другото да се купеле сијалици за влезовите. Наместо проводни и слободни, онаму каде што ги има, скалите за евакуација се претворени во остави. Последните инспекцијски контроли детектираа низа неправилности кои можат да бидат сериозна опасност по граѓаните. Од Дирекцијата за заштита и спасување велат дека не е подобра состојбата ниту кај угостителските објекти, односно речиси половина од досега контролираните добиле забрана за работа, немале ниту план за заштита при пожари, а и ако имале ПП апарати, биле несервисирани. До 26.3 поточно, сакам прецизно да ги информираме граѓаните, се извршени вкупно од страна на Дирекцијата за заштита и спасување 73 контроли, од кои што 24 субјекти имаат времено забрана за вршење на дејност, односно за работа, во согласност со тоа што е утврдено од страна на инспекторите на лице место, дали постои одредена опасност по безбедноста на граѓаните и во сооснова на тоа донесени се одредени забрани доколку во временски дадениот рок не ги отстранат, не ги анулираат тие забелешки што се детектирани, ќе следува и соодветни санкции согласно законот. Оваа акција, односно искоординира акција со останатите институции, нема тука да застанеме, ќе продолжиме и понатака, се со цел да се анулираат тие забелешки и со цел граѓаните да бидат безбедни. Председателот на ЗЕЛС и градоначалник на Киселавода Орце Ѓорѓиевски вели дека што се однесува до јавните установи во општината, инспекциите утврдиле дека се според законските прописи и безбедни. Проблем посочува има кај станбените објекти, особено оние постарите каде се утврдени недостатоци. Управителите на зградите веќе биле контактирани да информираат за состојбите до даден рок, кои потоа ќе ги проверат и инспекторите. Доколку извештаите бидат различни, инспекторите ќе казнуваат. Ѓорѓиевски вели, покрај институциите, безбедноста е одговорности на граѓаните. По истекот на тој рок, ќе се спроведуваат дополнителни проверки за да се утврди дали зградите се усогласиле со законските прописи. Во случај кога нема усогласеност, ќе бидат изречени соодветни санкции. Сметам дека освен засилени контроли, мора да има и ригорозни санкции за оние кои нема да ги почитуваат безбедносните прописи. Само така ќе можеме да спречиме трагедии како онаа што се случи во Кочани. Општините, како и државата, имаат обврска да обезбедат систем што ќе гарантира заштита на животот на граѓаните. Но без свесност и активна вклученост од страна на самите жители, нема да можеме целосно да го решиме проблемот. Вели Ѓорѓиевски за Канал 5. За алармантноста на состојбата најмногу говорат последните изјави на градоначалникот на Чаир Ганију и на Карпош Јакимовски. Во Чаир, според изјавата на Ганију, од 9 училишта 7 биле дивоградби и немале имотен лист. Јакимовски пак сподели информација дека од 800 згради во општината, само една била според безбедносните стандарди. Иницијална каписла за контролите кои интензивно се вршат ширум државава беше пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, која ниту исполнувала безбедносни стандарди, ниту имала соодветна лиценца за работа.